Птиците небото го красат во лето, така децата се цвеќиња со најубав мирис на светот, момчињата со исти глави, девојчињата со витки стави. Сплотени видове неескидне се тие сплет, шлагот на овој свет. Детските игри нека не бидат наш најважен приоритет, зашто времето брзо да се троши со полн капацитет. Детскиот ѓавол секаде се слуша. Нашата искрена љубов на секому да грее душа. И училишната задача погребу се учи. Кога другорот во класот во учење ќе се вклучи. У детето е војдет се слуша. Песното е пламти секоја душа. Без него светот не би бил жив, како напуштен посемен див, како облак урен сив. Ајде деца да се любиме, да се сакаме, да ја другаруваме, со љубов да се опсипуваме. По завршувањето на конкурсите кои што беа во Дом за деца и млади по повод месецот на детето или детската недела, разговараме со некои од учесниците кои што не само овој конкурс, туку и во минатите имале многу успеси. Една од нив е Вероника Гавровска од Основното училиште Гоце Делчев од Босилово, која е 4-то оделение. Здраво, Вероника. Здраво. Може ли да ни кажеш како се викаше твојата творба со која што еве на некој начин победи во твојата категорија на овој конкурс? Другаруваме, учиме и играме. Ти беше ли тешко да ја пишуваш оваа песна? Не, Колку време ти требаше? па околу еден ден. Еден ден. И си замисли нешто, како ти дојде инспирација? Многу секогаш ми е интересно да ги прашувам дечињата како всушност им доаѓаат мислите, инспирациите за да ја создадат некоја песничка. Па од насловот и создадов песничка. Ова не ти е единствена награда, нели? Да. Друг пат што имаш добивано, може да се присетиш на некоја драга награда? Па исто така песнички и некои цртежи. Што сакаш повеќе да пишуваш, песнички или раскази? Па и двете. И двете. А сакаш да читаш? Да. Имаш некоја книга која што ја читаш, можеби си ја прочитала 2 пати да речеме, затоа што многу ти е убава. Да. Која? Пипи долгиот чорап. Што најмногу ти се допаѓа во таа книга? Па затоа што е интересно. Ти се допаѓаат авантурите на Пипи? Таа е многу немирна, многу темпераментна. Да. Наликува можеби на тебе, ти темпераментна ли си? Па не. Не многу, Можеби затоа пак ти се допаѓа Пипи, затоа што е спротивно од она што си ти. Да. Добро, Вероника, а со мене е тука и твојот наставник, Аргер Зимбаков. Ние го познаваме господинот Зимбаков затоа што тој постојано има талентирани деца на кои што ги мотивира да пишуваат, да творат и често сте присутни на литературните конкурси. Колку ви е важно вам тоа како наставник, како педагог, децата да ја развиваат креативноста? Уште од самиот почеток и тоа што го кажавте, како педагог, наставник, директор на училиште, сум тежнел да креативноста и иновативноста бидат во преден план и ми се паѓат како генерации да имам со кој што и можам да работам и да се пофалам. Вероника не може да се сети, ама наставникот како ментор, веќе е 4-то оделение со мене, 4 години, значи ние секоја година на овој конкурс сме први. Исто, Видое Подгорец, реканските средби, сега си дојдовме исто со први места. И значи се движиме или прво, второ место, а плюс тоа не само со пишувањето на литература и учеството на литературните конкурси, него и на конкурсите од ликовен карактер, на кој што талентот се покажува. Генетиката можеби работи, они се еден дел по потекло на нашиот роднокраен, исто така писател од Босилово, покојниот Иван Василевски, она е негова
внука или правнука и гледаш што ти самото тоа доаѓа, извира во душа, во срце го има, подкрепено со поддршката од родителите, од нас, за да можеме да го видиме дали одговара за возраста и како да настапиме. Пишуваме заедно, работиме, лекторираме, што се вели, за да бидеме поуспешни. Оти не е едноставно секоја година да си ги оправите. Ќе почне да чуди звучно, ама е вистинито. Значи, каде да сме се појавиле, вие сте и сведоци, и бевме и во Колешино, и тука, и на другите места. Стално се освојуват места, и тие се места кои што се прави и се одлика на нашата работа. Мене како наставник, ментор, родителите кои што помагаат, значи Колку е важно, наставниче, да постои тој триаголник што го велиме, Многу. ученик, родител, Да. наставник. Многу важен, а многу важно е самите деца. Ако нема тоа кај самите деца, многу нема ништо да очекуваш. Значи, ова самото се гледа, дека извира. Еве, јас ве познавам вас уште од мала и од надпревар кога бевте по математика, ми се падна да бидам да ве контролирам. И тогаш реков дека оваа девојче вреди и поседува квалитет и ме гледаат така колегите, иако бех млад. Предосетив дека кај вас постои делото за да можете да пишувате, да решавате задачи и тоа се познава. Не може тоа да му избега на професионалец кој што еве јас 30 години колку сум во образование, за да може да не го видиш. Затоа што имате долгогодишно децениско искуство, дали има разлика и кај учениците во последниве генерации кои што се навистина под силно влијание на технологијата? Има. Дали децата имаат можеби потешкоти во совладувањето на да речеме содржините, особено на македонскиот јазик, со оглед дека се изложени на часови и часови слушање содржини на англиски јазик, например? Потполно сте во право. Значи, овде, ако не разграничиме и ако не реагираме правовремено на часот по македонски, бидејќи искрено да кажам, колку и да си успешен и каков наставник, добар, прекрасни наставници ние имаме, влијанието си е големо. И ако не ја сретнеш работава на време, ќе го изгубиме она што го имаме како македонскиот јазик. Ова сериозно не загрижува, бидејќи мислат дека им е полесно англиски, германски, дури се радуваат повеќе за да можат да кажат, а нашето се треба некако да го буткаме, дека треба да направиме, да го задржиме, што на времето кога јас учев или вие, не беше така. Ама сега технологијата, сите овие социјални мрежи што се движат, децава под тоа влијание сакале некеле ќе попримаат. И ако не се во тренд и со тоа и на тоа што треба да го напишат на македонски јазик, пак ќе им представува проблем. Што значи се е добро да го научат, ама само да можат да се сконцентрираат и правилно водат. Значи до тој момент сме тука, македонскиот јазик, литературен да си го зачуваме, да одработиме тоа што треба да одработиме, а колегите, колешките кои што ги водат другите предмети, англиски, германски и другите кои што ги изучуваат, да можат они нивното да го одработат и да покажат. Инако во нашиот дел и така ако имаме ние што да ствараме и правиме доста драматизации, значи да учествуваме, да се надпреваруваме. Им помага ли на децата ова? Ги интересира ли со оглед дека тие се деца на интернетот, деца кои што гледаат многу содржини? Дали успевате да го задржите вниманието? Да. Или ви требаат дополнителни техники и вештини? Техниките и вештините во тоа време се сега подостапни. Значи, и дури можеме да кажеме ќе ни помогнат за тоа што ако требаме одредено движење или одредена мимика за да се направи, оние веќе имат совладано за тоа што ја имат видено преко овие социјалните мрежи на кои што нели сите се изложени.
И затоа не сум јас противник на ова, да не е претерано. Иначе би било одредено добре дојдено, затоа што помагаат и настап, и ред работи, и сега од тоа што го имав, да кажем, искуство од тоа кога сум почнал, еве и Катерина Трајкова е ученичка која што е наградена, исто моја ученичка со награди, дали прва или втора, која што исто така напредува, вие ја познавате и нејзината мајка, која што исто така работат и постојат многу трудови на кои се мислиме кога и како да ги направиме и да можеме и преку дела на драматизации да го презентираме и во школото и да бидат застапени со правилниот македонски литературен јазик и за да се зачуваме тоа што е нашо. Не бегаме од другото, ама правиме напори сите во училиштето, тоа е како да го задржиме.